Ова е време од суштинско значење за Македонија. Сите очи се свртени кон вас да го сработите своето пред октомврискиот извештај за напредокот на земјата, кој треба да ги нотира достигнувањата. Истакна еврокомесарот за проширување и соседски односи Јоханес Хан на денешната седница на Националниот совет за евроинтеграција во Скопје. Тој го поздрави политичкиот договор постигнат со помош на Европската унија како важен чекор кон Европската унија, бидејќи, како што рече, покажа дека интересите на државата и на граѓаните се ставени пред партиските интереси, а сега нагласи важна е неговата реализација. Хан се осврне и на пристапниот диалог на високо ниво, за кој рече дека по политичката криза, поради која беше запрен, продолжува фокусирајќи се на 5 специфични области нотирани од Брисел. Во врска со кризата со мигрантите, еврокомесарот посочи дека Брисел е свесен за проблемите со кои Македонија се соочува како транзитна држава за мигрантите и најави помош и поддршка. Одлуката на владата на Република Македонија да ме номинира за позицијата генерален секретар на Обединетите нации представува за мене лично голема чест и признание за мојата досегашна дипломатска работа и активности на меѓународен план, вели во денешната писмена изјава Срѓан Керим, поранешен шеф на македонската дипломатија и 62-ти председател на Генералното собрание на Организацијата на Обединетите нации. Ке вложам, додава тој, максимални напори на достоинствен начин со убедлива аргументација да ја добијам поддршката на земите членки на Обединетите нации. Уште 1623 потврди за искажана намера за поднесување барање за признавање право на азил се издадени на странски државјани во изминатото деноноќие. Таков документ од 19 јуни годинава досега е издаден на над 83.000 странски државјани, соопшти Министерството за внатрешни работи. Од нив повеќе од 55.600 се мажи. Немаме правна забелешка против кревањето огради долж границите на Европската унија, но тоа не е трајно решение затоа што само ги пренасочува мигрантските потоци, изјави на пресконференција во Брисел портпаролот на Европската комисија Наташа Берто како одговор на прашањето по повод кревањето огради од страна на Унгарија, Бугарија и Шпанија. Државите долж надворешните граници на Шенген се слободни да прават што ќе проценат дека е неопходно за да го зачуваат редот, наведе портпаролката. Додека не се преземат мерки за решавање на мигрантската криза на ниво на Европската унија, државите може да преземаат самостојни активности за да утврдат кој влегува на нивна територија, појасни Берто. Портпаролот на рускиот председател Владимир Путин изјави дека Русија ќе размисли дали да испрати војска во Сирија ако добие такво барање од Дамаск. Русија вчера ги повика Соединетите американски држави и нивните сојузници да ја користат сириската влада како партнер во борбата против групата Исламска држава. Тоа доаѓа во време на зголемена загриженост на Запад дека Русија продолжува да го зајакнува војното присуство во Сирија. Сирискиот министер за надворешни работи Валид Муалем вчера ги отфрли тврдењата дека руски војници учествуваат во војни действија во Сирија, истакнувајќи дека ако има потреба, Дамаск нема да се колеба да побара помош од Русија.